Добар ден на сите присутни, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Ова пресконференција свикавме со цел да ги информираме граѓаните на Куманово и да го представиме изборниот штаб, кој што ќе биде во функција на кандидатурата на Виктор Цветковски како независен, непартиски кандидат за градоначалник на општина Куманово и независна непартиска листа на кандидати за членови на Советот на општина Куманово на престојните локални избори кои ќе се одржат во месец март 2013 година. Поштувани граѓани, мене ми припадна честа и со тоа огромно задоволство да ја извршувам оваа функција шеф на изборниот штаб, кој се состои од поголем број на луѓе кои со своето искуство, својот кредибилитет и својата креативност се гарант дека граѓаните на Куманово на престојните избори добија своја граѓанска, независна, непартиска политичка опција, која што како политичка понуда ќе се разликува од и убедливо ќе доминира од другите партиски политички понуди и опции. Само накратко да објаснам кои беа мотивите да ја продолжиме оваа наша независна приказна, која што заедно ја почнавме пред 4 години, а која што сега е зафатена цела Македонија. Почитувани граѓани, нашето општество, т.е. Македонија, постојано се демократизира, демократски се развива, а тоа значи дека, меѓу другото, се развива демократската свест и демократската култура на сите наши граѓани. Сето ова значи дека сите оние кои се наоѓаат на сцената на политичкиот живот во нашата земја и во нашата општина и не сватиле дека секој оној кој ќе се дрзне денес во Македонија и во Куманово да ги стави личните и партиските интереси пред интересите на заедницата, неодговорно да владее, да ги заплашува луѓето, да ги спречуваат луѓето слободно да мислат, слободно да се определуваат, слободно да се здружуваат, слободно да гласаат и слободно да се кандидираат на изборите, одат против демократизацијата на Македонија, која се повеќе се засилува и која сигурно ќе ги избрише од политичката сцена сите оние кои стојат на патот на демократскиот политички живот во нашата земја. Почитувани граѓани, секоја чест на политичките партии или до членство, намерите може би им се честни и благородни, но погледнете во што се претворија тие. Најблагоречено во политички монструми, кои наместо да видат од корист на нашата заедница, се сведува на една мала група бизнис пријатели и профитери, кои што со сеопштата партизација која ја фаворизираат, станаат додатна тежина и додатен проблем на граѓаните, посебно на локално ниво. Денешниот ден не треба да го сватиме како некаков физички крај на светот, туку како крај на таквите неодговорни и бескрупулозни политики. Токму затоа, ние граѓаните на Куманово, преку ваквиот непартиски политички ангажман и ваквата непартиска кандидатура се решивме да им се спротиставиме, да ги победиме и да им покажеме јасно и гласно кој е главниот во демократијата, партиите или граѓаните, чии интереси имаат приоритет, интересите на партиите или интересите на граѓаните, тоест интересите на заедницата. Токму во таа смисла и од таа позиција, почитувани граѓани, имам слобода во име на изборниот штаб да ве повикам и да ве замолам за 3 работи. Прво, ве повикувам сите вас овде во нашите простои секојдневно активно да се вклучите во изготвување на нашата изборна програма и со своји идеи, своји размислувања, своји проекти да ја збогатиме нашата изборна програма, која што треба да биде израз и одраз на вашите потреби и интереси на локално ниво, а што ќе биде обврска да ја реализира идниот градоначалник на општина Куманово Виктор Цветковски. Второ, ве повикувам сите вас да предложите луѓе кои ќе се најдат на листата на независни кандидати за членови на Совет на општина Куманово, со што ќе придонесете нашата независна листа на кандидати на членови на Совет на општина Куманово да биде составена
од најдобрите и најквалитетните луѓе, кои директно ќе ги застапуваат интересите на вас, граѓаните, кои не припаѓаат на ниту една политичка партија. И 3, ве повикувам сите вас да ги запознаете изборните програми на нас, но и на сите други кои што ќе бидат понудени, да обрнете внимание на човечките, стручните и демократските капацитети на нашиот независен кандидат за градоначелник на општина Куманово Виктор Цветковски, но и квалитетите на останатите предложени кандидати од другите учесници на изборите. Во таа смисла, уште еднаш ве поздравувам и сосема слободно ве повикувам да земете активно учество и во времето до изборите, а нормално и на изборите. Кога, ако не сега, ако не сега, Куманово без поделби и Куманово на сите. Ви благодарам и ве поздравам.